Образованието во неговата идеална поставеност би требало да биде системска потрага по благосостојба и среќа за секое дете. Но животните концепти, паралелно со нив и образовните, постојано се менуваат и се почесто се ставаат на преиспитување. Па на денешните родители, независно дали доаѓаат од помалку или од повеќе организирани општества, од сиромашни или од богати средини, се потешко им е да замислат со што ќе се занимаваат нивните деца во иднина и како воопшто ќе изгледа таа иднина. Бидејќи во време на слободни избори и на се помалку стабилни општествени системи, професиите ни оддалеку не се така лесно предвидливи како што беа некогаш. Прашање е како да се подготват децата за тоа. За многумина единствено креативноста, имагинацијата и способноста да се генерираат нови идеи се неменливи вредности. По основните цели и задачи на образованието треба да се во тој дух. Ако школството до неодамна, а некаде и се уште ги кронисува единствено когнитивните способности како највисок облик на интелектуалните способности, поклонувајќи се на послушноста на децата и губејќи ги од вид иницијативата и креативноста, многумина предлагаат превреднување на овие вредности. За нас, тука и сега, најважната задача на образованието се уште е репродуктивното учење на материјалот од официјални учебници, односно совладување на една пропишана содржина, што пак најчесто оди на сметка на креативноста и развивањето на индивидуалните потенцијали на децата. Наспроти тоа, се погласни се приврзаниците на ставот дека примерна цел на образованието е токму пронаоѓањето на потенцијалот на секој индивидуа. Целта на наставниците, професорите би била да го извлече овој потенцијал помагајќи му на детето да созрее во единствена личност. А за тоа да се оствари, тешко е да се работи по однапред утврдени планови и програми, бидејќи на креативноста е невозможно да ја се наредува, да се оценува, да се казнува и наградува. Таа единствено може да биде охрабрена и инспирирана. Поборниците за поинаков пристап во образованието на денешните деца сметаат дека она што прво треба да се напушти е интелектуализмот. Величењето само на еден вид вредности, односно на интелектуалните, занемарувајќи ги емотивните и духовните вредности, дефинитивно нема да биде дел од образованието на иднината. Навиката за добар ученик да се смета оној кој е вешт само во меморирањето и репродукцијата на предадениот материјал, одамна не е во мода, ниту е цел на напредните образовни модели. Начинот на учење и на пренесување на знаењето, онака како што најчесто се негува во нашите училишта, ретко е мотивирачки за децата, истовремено е прилично напорен за наставниците. Но тоа не мора да биде така. Во светот постојано се усовршуваат нови образовни модели кои што на некој начин им помагаат на сите кои што се вклучени во тој процес поедноставно да го одработат својот дел. Со нашата денешна гостинка Валентина Динова разговараме за едукативниот систем на Хелен Доран, кој што во светот е најпознат најмногу по поедноставувањето во начинот на изучување на англискиот јазик, меѓутоа интересен е заради начинот на кој што го перцепира севкупниот детски развој, од кој што учењето на јазикот е само еден дел. Добро дојдовте во нашата емисија. Добро најдовме. Кај вас изучувањето на јазикот започнува уште на неколку месечна возраст. Тоа е времето кога децата се уште го немаат ни оддалеку започнато совладувањето на мајчиниот јазик. Вака, тоа звучи многу амбициозно, но зошто е тоа така и на кој начин раното совладување на јазикот го потпомага севкупниот развој на децата? Научно е докажано дека децата во периодот до 7-та година имаат природна способност да го апсорбираат јазикот. Доколку детето се води низ искуството на дадениот вокабулар на странскиот јазик и доколку се најде во средина каде што се зборува тој јазик, детето го апсорбира јазикот и го учи природно. Придобивките од изучувањето на странскиот јазик токму во тој период се огромни, бидејќи само тогаш детето може да го научи странскиот јазик како мајчин јазик, да има слободна и флуентна комуникација и да има природен акцент. Детето почнува да размислува на тој јазик и така се создава вистинскиот билингвализам. Билингвални деца се оние деца кои познаваат повеќе од еден јазик, исто како што го познаваат и мајчиниот јазик. Последните години има многу научни истражувања кои укажуваат на фактот дека билингвализмот влие врз целосниот мозочен и когнитивен развој на децата. Значи,
Значи, билингвалните деца имаат подобра и побрза мозочна активност, баш поради тоа што постоењето на два различни јазични системи во мозокот стимулира развој на побрз развој на мозочните синапси кои се наоѓаат во деловите на мозокот кои се одговорни за меморија, за фокусот, за концентрацијата. Исто така, билингвалните индивидуи се покреативни и тие имаат поголема способност да се најдат во покомплицирани ситуации и да одговорат на пологични прашања. Билингвалната едукација на децата им овозможува емоционална стабилност, тие стекнуваат поголема самодоверба и поголема самопочит во социјалната интеракција, полесно може да се адаптираат во новите средини и во новите ситуации. Билингвалните деца исто така подобро ја научуваат структурата на јазикот, што е многу од големо значење за писменоста на децата. Тие многу полесно може да научат нови зборови и многу побрзо ги научуваат новите зборови и понатаму во животот тоа многу им помага полесно да совладат трет или повеќе јазици. Може ли да направиме една споредба меѓу оној стандарден, да речеме класичен начин на настава и вашиот кој што е еден од нестандардните во нашата средина? Кои се придобивките што можеме да научиме од тие разлики? Значи, ние пред да влеземе со мастер франшизата на Хелен Дорон во Македонија, направивме едно поголемо истражување, баш во однос на на споредбата на класичниот начин на изучување, конкретно на странските јазици, во однос на тоа какво е задоволството на граѓаните од услугите кои се нудат и секакви курсеви се нудат во однос на изучувањето на англискиот јазик. И истражувањето покажа дека најголем број од децата на возраст некаде од прво делење па се до 18 години поседуваат некаков курс по англиски јазик. Потребата кај родителите за познавање на англискиот јазик на децата и на родителите е огромна. Меѓутоа има еден проблем, тоа е проблемот дека децата кога учат на тој класичен начин на изучување на англискиот јазик, успеваат да го научат јазикот, успеваат да имат голем фонд на зборови, да го разбираат јазикот, меѓутоа имат голем проблем со комуникацијата на јазикот, со флуентноста, со акцентот, кога ќе се најдат во ситуација да треба да искомуницираат, имат блокада во мозокот. Сето тоа е некаде скриено токму во грешките на тој конвенционалниот начин на изучување на јазикот. Книгата на Хелен Дорон, Music of Language или музиката на јазикот, ги опишува баш тие грешки на традиционалниот модел на образование. Јас оваа прилика ќе искористам да спомнам некои од овие грешки. Значи, многу е погрешно кога децата започнуваат со изучување на еден јазик, од нив да се очекува да бидат добри во секој аспект од изучувањето на јазикот. Тие да бидат добри и во граматика, и во пишување, и во читање, и во фонетика. Значи, нив ми е потребно период на адаптација, им е потребно една година да поминат некаква програма каде што ќе го слушаат јазикот, каде што ќе се адаптира новите звуци, новиот начин на изговарање на зборовите. А после тоа да поминат во другите аспекти на изучувањето на јазикот. Друг голем проблем е што на класичното изучување на странските јазици обично се оди групно повторување, групно изговарање на зборовите и децата немаат многу индивидуален изговор, немаат многу индивидуално време. На учителите им е многу тешко да го слушнат изговорот на самите деца. И тогаш некои од децата на таквите класични часови, некои од децата се доминантни, а другите се во позадина и тоа може да трае подолг период. И најголемата грешка во традиционалниот образовен модел е тоа што се фокусираме на коригирање на грешките на децата. Зборот не и коригирањето и потенцирањето на грешките е најголемиот непријател во едукацијата на децата. Кога на едно дете ќе му кажеме дека тоа не е доволно добро, кога ќе му кажеме дека овде сгреши и ги потенцираме грешките пред другите дечиња, му ја намалуваме самодовербата. Тоа се повлекува и многу поретко одлучува да учествува на часот. Мотивацијата му е многу слаба. Тоа е особено проблем кога во изучувањето на јазикот, каде што слободната комуникација е најважна. Добро, што користите тогаш вие наспроти овој класичен модел како мотив да ги стимулирате децата?
Концептот на Хелен Дорон е сосема различен од тој класичен начин на изучување. Најпрво, просториите во кои што се наоѓа, во кои што се изведува наставата, се многу по-прифатливи за децата, шарени, забавни, го нема седењето на столчиња, на клупи, тие седат на подот, на перничиња, многу е поинтерактивно, многу поопуштено, значи тие најпрво не чувствуваат дека треба да се овде за да седнат и да учат. Потоа, еден од основните принципи на Хелен Дорон методот представува позитивното поттикнување. На децата им е потребно да бидат поттикнети и да им биде признаено нивниот успех, бидејќи успехот мотивира. А самата мотивација води кон уште поголем успех. Ние на часовите на децата постојано, дури колку и да е мал успехот, го потенцираме. Секогаш тие се стимулирани позитивно, за да се чувствуваат мотивирани и да сакаат се повеќе да учествуваат и повеќе да се стимулира комуникацијата. Другиот начин, учењето мора да биде забавно. Тоа е единствениот начин на кој треба да се едуцираат децата. Тие мора да биде интересно, да биде во релаксирана, опуштена атмосфера, да не чувствуваат закана во средината во која што учат. Да не се плашат од казна, нешто беше порано стандарден дел од казните, да не се плашат дека пред другите другарчиња ќе биде потенцирани нивните грешки. Може ли да ни објасните, да ни приближите како изгледа еден час кај вас? Да, како што спомнав, најпрво тоа се изведува во многу порелаксирана атмосфера. Работиме со максимум 8 деца, со тоа што секое дете на часот мора да добие и голем индивидуален пристап, да има големо време за индивидуален пристап. Вокабуларот што треба да се помине, се поминува низ искуството на дадените зборови. Значи, детето се води низ самото искуство во текот на часот. Значи, секој збор, секоја активност, тие треба да ја видат, да ја допрат, да ја примат преку повеќе сетила, бидејќи така мозокот најдобро памни и тоа што го научуваат останува трајно. Одиме се повеќе на тоа функционално знаење, значи тоа детето што треба да го научи, да го виде, да помине низ искуството на тоа, да не биде само напамет изучување. Сето тоа е возможено преку добро осмислените игри, песни, активности, каде што децата толку многу се забавуваат, толку многу се опуштени што тие не се ни свесни колку многу научуваат. Тоа ги мотивира и ги прави децата среќни. Хелен Дорон методот е многу повеќе од обичен курс за изучување на англиски јазик. Тоа е цел програм за рано изучување на англискиот јазик, но и цел програм за ран детски развој. Во себе содржи 6 курси: изучување на англискиот јазик, совладување на говорните и комуникацијските вештини, ментален развој, физички развој, социјален развој, развој на сензорика и музика. Голем дел од часовите поминуваат преку музички активности. Има специјално дизајнирани песнички кои што се интересно римувани, а ритмот е одличен и децата многу добро ги совладува, им влегува во слух и така да сите тие песни се попратени со соодветни кореографии, физички активности, кои што уште повеќе го стимулира детето да го разбере значењето на зборовите, а не само учењето на памет. Другите активности стимулираат развој на сензориката, развој на креативноста, се поттикнува детето да размислува, да наоѓа повеќе решенија од едно. Во суштина е тоа. Кој се може да биде вклучен во овој едукативен систем? Дали тој подеднакво ги прифаќа сите деца, независно од каде доаѓаат, со кое претходно знаење, со која подготовка? Хелен Дорон има специјално дизајнирани програми за различна возраст, каде што сите активности, вокабуларот, начинот на работење, пристапот се адаптирани баз за таа возраст. Меѓутоа не е проблем детето кој му е претходниот мајчин јазик, бидејќи на часовите се зборува единствено на англиски јазик. Тоа ни е целта да создадеме вештачка англиска средина, каде што децата го апсорбираат јазикот, но имаме специјално обучени тренери кои што за секој збор наоѓаат начин како да му го доловот на детето, да тој да го научи на полесен и поедноставен начин. Така да не е проблем детето на кој јазик зборува или од
од какво училиште доаѓа, битно е само да е во соодветната програма. Пред знаењата се тестираат со самото запишување на децата. Ние имаме специјално дизајнирани тестови да видиме со какво предзнаење доаѓа, за да можеме да ги метнеме во таа програма. А како реагираат децата на овој нестандарден начин на учење? Фантастично реагираат децата. Ние сме изненадани колку се тие среќни, колку се мотивирани, колку се задоволни од сетото, доаѓа. Тие едва чекаат да дојдат на часовите, баш поради тоа што начинот на изучување е природен. Децата имаат природен наглас за изучување, љубопитноста, изучувањето, истражувањето. Сите тие работи се природни нагони кај децата и тие тоа го сакаат, тоа ги прави среќни. Кога телото е постојано активно, кога целото тело е активно, тогаш умот е спремен да учи. Среќното дете исто така е дете кое е спремно да учи. Проблемот во тоа што нашите деца не сакаат да учат е токму тој класичниот метод на учење. Кога треба детето да го ставиме во клупа и кога треба едниот да зборува, тој да биде пасивно да го слуша. Тогаш децата имаат проблем. А на ваквиот начин на учење тие се пресреќни. Тоа е што нив и треба. Тоа е природниот начин на едукација на децата. Образованието на децата во нордиските земји честопати се споменува како еден од најуспешните модели во светот. Во Финска, например, земјата чие образование одамна се смета за феномен и чии ученици постигнуваат врвни резултати, децата воопшто не учат низ домашни задачи, туку многу повеќе преку креативни игри. Наставниците се грижат тие да разберат, а не да умеат да го повторат предадениот материјал, а благосостојбата на детето е многу поважна од неговите оцени. Во Финска образованието е бесплатно за сите, децата имаат бесплатни оброци, социјално и здравствено осигурување, бесплатни учебници. На училиштата им е забрането да собираат пари од родителите, а понекогаш училиштето ги плаќа кампувањата, излетите, посетите на театар. Во оваа земја учител е една од најценетите професии. Во Финска нема приватни училишта, а наставниците и професорите се големи специјалисти во своите области и се почитуваат како стручњаци и интелектуалци. Зашто сведочи податокот дека, например, Марти Ахтисари, поранишниот председател на државата и добитник на Нобеловата награда за мир, по занимање учител во основно училиште. Кога се прават компарации меѓу северноевропскиот и еве да речеме нашиот балкански модел на образование, треба да се има на ум дека на квалитетот на образованието во голема мера влијаат економските стандарди. Па така финските наставници одржуваат 6 пати помал број часови од наставниците во нашите балкански земји. Едно финско одделение има од 12 до 15 ученици, па посветувањето на секое дете поединечно е многу поголемо. Заплатите и да не зборувам. Еден од најинтересните образовни концепти во Европа е и системот на така наречените слободни валдорфски училишта, кои на почетокот на 20 век ги осмислил и ги поставил антропозофот Рудолф Штајнер. Првото валдорфско училиште е основано во Германија во 1919 година од овој голем хуманист и познавач на човечката природа, кој велел дека се што доживуваме како деца влијае на начинот на кој се однесуваме кон светот како возрастни. Па така во валдорфските училишта нема оцени, ниту повторување. Место компетитивност се негува солидарност меѓу децата, предметите се менуваат во зависност од годишното време и се развива свесност за себе, за околината, за поврзаноста на нештата, а голем акцент е ставен и на музиката и на физичките активности. Валдорфската педагогија е единствен метод на образование, создаден да развива слободни човечки суштества кои се способни сами да му дадат смисол и насока на сопствениот живот. Во овие училишта, кои ги има околу 800 во целиот свет, учителите се само помагачи во детскиот развој. Валдорфците веруваат дека децата од раѓање го носат семето на она што треба да станат како возрастни, а валдорфската педагогија на тоа семе му пружа единствено нега за да може да расте. Од вашите досегашни искуства, каков ви е впечатокот, на какви животни виштини треба еден добар образовен процес да ги обучи децата? Најбитно од се во образовниот процес е на децата да ги научиме како да размислуваат, да ги научиме како да учат. Бидејќи се повеќе
во текот на оваа време, на динамично време, се менуваат професиите, така да факт е дека најпознатите 10 најбараните 10 професии во светот пред 10 години воопшто не ни постоеле. Тоа што тие нашите деца денес го учат како информација, како материјал, можеби после 10 години воопшто нема да им треба. Меѓутоа, многу е битно да ги научиме на децата како да учат, како да ја најдат квалитетната информација, како да ја разберат квалитетната информација. Тоа е многу побитно. Да ја развиеме мозокот, да ја развиеме вештините, вниманието, концентрацијата, креативноста, да барат сегош повеќе од едно решение, да решаваат логички проблеми. Тоа е многу побитно отколку да совладаат самиот материјал и како информација во текот на образовниот процес. Да. Велат дека целта на образованието не е знаењето само по себе, туку личноста, односно карактерот. Што мислите вие за тоа? Да, ние во Хелен Дорон на часовите, значи ги тераме децата, ги спремаме децата за живот. Значи учиме и некои други вредности кои треба кога ќе излезат надвор да ќе им бидат многу од големо значење. Значи Хелен Дорон програмата има многу енциклопедиско знаење. Тоа е така тоа што во ниедна друга програма нема кај да научат 50 видови на пример на дрвја на англиски јазик. Тоа не го правиме за тие да знаат, тоа никогаш нема да им се најде во животот, но ги учиме на децата да го сватат дека светот е многу различен и ги учиме на децата да се чувствуваат сигурни во светот со многу различности, да ги прифаќаат различностите и тоа понатаму многу ќе им помогне во животот и им ги отвара видиците. Се трудиме на децата да им вметнеме сон, да сонуваат, да сакаат да патуваат, да сакаат да го запознаат светот, да сакаат да запознаат различни луѓе со различни навики, различни култура на живење. Која е Хелен Дорон? Која е вежината која што го има поставено овој систем? Да, Хелен Дорон е британска лингвистка која што се има мажено во Израел и таму има родено 3 деца. Кога е дојдено време за едукација на незините деца, веќе на 4 годишна возраст незиното девојче сака да го запише на курсови по виолина. Малку повеќе истражувала и сватила дека методот на Сузуки тоа е многу позната метод, јапонски метод, секаде во светот го има на рано изучување на музика, на свирење на инструменти, каде што децата се поттикнуваат природно да почнат да свират на некој инструмент пред да ги научат нотите, пред да научат да ги пишат и да ги читаат нотите. Во тој момент неизе и светнува дека и изучувањето на јазикот оди баш по тој природен редослед, дека многу полесно децата може да го совладаат јазикот пред да научат да пишат и да пишуваат и да читаат. И тогаш таа почнува да развива свој метод. Најпрво создава материјали, аудио и видео материјали, каде што ги дава на пријатели, па ги продолжува во незиното место да одржува часови и тоа се покажува многу ефикасно. Пред 25 години таа го основа франшизниот модел, каде што веќе почнува да го предава својот метод и своите материјали. Денес Хелен Дорон Educational Group, значи незината компанија, е застапена секаде во светот, е застапена во повеќе од 35 држави со над 75 мастер франшизи и 750 центри. Вие доаѓате од Струмица. Досега на овој начин може да учат само дечињата од Струмица. Какви ви се досегашните искуства и што планирате понатаму? Нашиот бизнис модел со кој влеговме со Хелен Дорон бизнис моделот во Македонија е франшизен бизнис модел. Тоа значи дека најпрво ние имавме оврска да основаме наш собствен центар во градот во кој што живееме. Меѓутоа сега ја шириме мрежата и правиме кампања каде што ја шириме мрежата и отвараме центри низ цела Македонија, така да едукацијата да биде достапна за сите деца. Ние многу вложуваме во подигање на свеста на родителите во раниот детски развој, бидејќи тоа е најбитен во формирањето на личноста на децата и многу сакаме да се подигне таа свест кај родителите многу од порано да почнат со таа рана стимулација, ран детски развој. И затоа пред извесен период се отвори нов центар во Карпош, значи сега веќе децата од Карпош ќе можат да се едуцираат по Хелен Дорон методот. Децата од центар во Скопје исто така веќе може да се едуцираат по Хелен Дорон методот. Го има во Радовиш
и има најава за отварање и низ другите градови. Во септември се надеваме дека во поголемите градови веќе ќе има Хелендорон на центри. Ви благодарам многу на гостувањето, што одлучивте да ги поделите со нас сите овие информации. Вас ви благодарам на вниманието, до следното видување.